првиот политички материјал, дуелот меѓу, ви спомнав и пред малку, меѓу тогашните премиери, бивши премиер Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски. Тоа беше првата политичка средба која отиде на знаковен јазик по македонскиот етер. Траеше многу долго и памтам дека пред да влезам во студио, сакав да се подготвам и да ги прашам глувите како да го кажам Бранко или како да го кажам Љупчо. И кога влегов да чепкам, да го истражувам тој момент, сватив дека не соодветствува на луѓето што слушаат и зборуваат, на начинот на изразување. Сега глувите, например, може да речат таа дебелата. Ама не можам тоа да го кажам во јавност, или тој со ушите клемпави, или не знам, ајде да кажем, имал лице кое е рапаво, и да речеме презимето било Шекеринска, па Шејкер. Здраво! Денеска со нас е Марија Башевска Стојановска, новинар, толкувач на македонски знаковен јазик во Македонската радиотелевизија. Здраво, Марија! Здраво! Како сте? Благодарам добро, благодарам на честа за да имам малку простор во така наречената ваша рубрика "Сакам да кажам". И јас на вистина многу работи сакам да кажам. Така, денеска ќе говориме малку за знаковниот јазик. А еве да почнеме најпрво од тебе. Од каде Марија во знаковниот јазик? Така е. Од таму трга и приказната, од Марковите кули, од Прилеп, од семејството каде што се родив практично. Јас сум дете на плод на љубов на двајца млади глуви луѓе кои се засакале, родиле 2 деца. Јас сум помалата, имам и сестра која слуша и зборува. Значи, моите родители се глуви, што беше и причина дел од својот живот да им го посветам професионално, бидејќи знаковниот јазик ми е мајчин јазик. Тоа го кажувам секогаш и во секоја прилика. Првиот контакт со родителите, прв и последен се разбира, со оние кои што ве родиле, ве гледаат, ве чуваат, ве хранат, се грижат за вас, сакале или не, вие мора да научите да комуницирате со нив, и оттаму практично светот сум го осознавала преку движење на рацете, бидејќи пријателите на моите родители биле најчесто глуви луѓе. И некако со едната нога во светот на тишината, во свет кој функционира така, а со другиот дел од себе си во средина полна со звуци, со музика, со песна, со баба и дедо, исто во семејството, кои многу се заложија во нашето растење и насочување. Тие не беа глувонеми? Не. Единствени во моето семејство и по мајчина и по таткова страна, како глуви луѓе се моите родители, и го изгубиле слухот под некоја околност. Татко ми во периодот на Втората светска војна е роден како здраво дете, меѓутоа добива менингит, појава која веројатно во воени услови била присутна, и како последица на тоа го губи целосно слухот и говорот, но беше многу со квалитетно изграден говор кој можеше да биде разверлив, за сметка на мајка ми која го губи слухот во Струга, бидејќи баба ми се породила во домашни услови. Ова го кажувам несебично, бидејќи треба да се има во предвид дека причини за глувоста има и случајни. Имала тешко породување и дошла некоја жена да и помага во семејството. Таа е одела како нешто во својство на бабица, и констатирала дека е временоста тешка, и за да заврши побрзо тој процес, како почнало породувањето, ги ставила прстите во ушите на бебето, односно на мајка ми, и практично со првата секунда на излегување на овој свет, механички ги оштетила тапанчињата, и практично така ја добива глувоста. Дали ви прво научите да говорите на гласовен или на знаковен јазик? На знаковен, сепак на знаковен. Мислам дека до својата 3-та година абсорбирав, повеќе знаев да гестикулирам отколку да зборувам, меѓутоа тука беа бабата и дедото кои го стимулираа нашето зборување. Ти знаете, ако сте само со глуви родители, кој ќе ви помогне да слоговите да ги повторувате, па да кажете зборче, нели? Знаеме како отприлика оди развојот на говорот кај децата. Така да и тоа е една замка која може да се случи, да ако децата останат само со баба и дедо, да немаат добар говор. Да имаат само со глуви родители, да останат само со без говор. Дали ти беше тешко, поготово како дете, не знам, почетоците во училиште, да се навикнеш да говориш само гласовно, без да употребуваш знаци,
Тешко ли е тоа да се Да се оддели? прекопчувате. Да. Знаете како Ана, Или јас често ви се случува кога говорите да употребувате и знакови? Јас многу го користам телото. Не знам дали можеби затоа што знам знаковен јазик, меѓутоа сметам дека, а и науката го потврдува тоа денеска, дека луѓето, говорниците кои што го употребуваат телото, се разбира сега во наменска функција, дека се поинтересни body language, говор на телото. Вие може и ништо да не кажете, меѓутоа Говорот на телото кажува се. Така е, вие можете да испратите пораки со говор на тело. Да бидам искрена, сакам и го спомнувам често пати, мојот најголем проблем како дете беше кога требаше да им кажам на другарчињата дека мојата мајка и татко не слушаат. Па или дека на родителска, како да им кажам на учителите дека нема да дојде мојот родител. По други времиња. Секогаш се исти времињата, Ана. Ако немате поддршка, ако ја немате поддршката на општеството или на заедницата, доаѓаат сите родители и ве прашуваат каде е мајка ти Марија или каде е татко ти Марија. И сега треба тука да објасните, ама знаете, татко ми не слуша, нема преведувач или нема да може да ве разбере. И мислам дека тој момент е болен, ама баш за секое дете кое има глуви родители, и мислам дека треба полека да се решаваат работите. Од средината како беше прифатен? Јас лично бев, ајде поприлепски, джамбаз дете, пробивно дете, и знаете, многу интересно, од 20 глуви родители произлегоа две многу музикални девојчиња, јас и сестра ми свириме гитара, многу свириме, многу пееме, во семејството имам целе многу песна, и македонски, и забавни, и староградски, какви сакате, и често пати ме прашуваа на кого си музикална. Знаете, има некои прашања кои се многу по автоматизам ги поставуваме, на мајка ти си музикална или на татко ти. Без да знаат луѓето или да имаат некаква намера. Имено, не им судам на намерата, ама знаете, некогаш некои прашања не ги доживувате на ист начин како некој друг. Так. Многу музикални, јас од дете бев приклучена во сите секции во Прилеп, значи грабав се што можев, бев љубопитно дете, живо, таква и сестра ми, значи двете научивме јазици многу. Освен македонскиот знаковен јазик, јас ете на една сосема случајна стручна средба со колеги толкувачи од Белград, бев наградена без да барам, ниту мислев дека треба, добив и сертификат на српски знаковен јазик. На тоа сакав да прашам, дека знаковниот јазик всушност не е секаде ист. Не е цело свет како зборат истиот знаковен јазик, така? Така е, не е ист. Знаете како, Ана, исти се. Тоа е исто како, например, кога слушаните луѓе, ако не знаеме англиски, барем сега во најголем дел англиското говорно подрачје влегува во службена комуникација, истото е кај глувите. Спијам, јадам, одам, часот колку е, на сите јазици ќе ви го покажат исто. Така? Да. Ама остатокот на јазикот ги следи карактеристиките на средината во која глувиот човек живее. Ние сме аграрна држава или земјоделска. Гледале мајките, татковците одат на нива, копаат, садат тутун или не знам, и каде е мама, нели, кажува нешто држи во раката и копа. И оттаму ќе дојде и гестот работа. И ќе ве прашаат, ти работиш? Да, различно е, колку што има говорни јазици, толку државата има, односно светот има и знаковни јазици. Македонски говорен, македонски знаковен, српски именуван по територијата на државата, по името на државата. Каде словите луѓе го изучуваат знаковниот јазик? Какви се условите, каде се изучува? Вака, за жал морам да кажам дека како што ние слушните луѓе учиме јазик македонски, така? Од прво до, не знам, до средно, учиме македонски јазик во основно, во средно. Глувите деца ја немаат таа можност да си го учат македонскиот знаковен јазик како предмет официјален, за да може да се направи некаков стандард, значи не е стандардизиран знаковниот јазик. Може да се случи за една иста работа да имате 5 геста. Се согласувам дека е богатство. Ама вие мора да знаете кој од тие 5 геста во официјална примена ќе биде најсоодветен, нели? Кодификација исто како и на другите јазици. Сакам да речам дека, сакам да кажам дека се изучува за оние кои што се добронамерни, од љубопитно сака да научат едно ниво 2, се изучуваат 6 нивоа. Како и секој странски јазик. Меѓутоа,
начинот и местото и условите под кои се случува наставата треба да бидат променети, бидејќи тоа се случува во заедницата на инвалидски организации Даре Џамбас во Скопје. Јас до минатата Од другите градови? никаде. Значи мора да доаѓаат во Скопје. Именно. Да, никаде. Ние бевме првите предавачи 4 колешки до минатата година. Го правевме тоа еднаш годишно, значи на ниво на годината, Министерството за труд и социјална политика ќе дадеше некој скромен буџет, па ќе одржевме настава, кои биле првачина ќе продолжат во второ и во трето. Меѓутоа се покажува дека бара посериозен пристап. Значи, самото изучување на знаковниот јазик им треба, Ана, на преведувачи кои еве општеството почнува да ги бара во медиумите. Знаковниот јазик треба да го знаат дефектолозите. Треба да го знаат логопедите, бидејќи се сретнуваат и со такви деца. Треба да го знаат родителите кои имаат глуви деца или имаат деца со оштетување на слухот и говорот. Треба да ги знаат, тој јазик треба да го знаат децата на глувите родители. Тоа се сето групи на луѓе кои се врзани со, ако сакате, треба да го знаат можеби и вработени во одредени институции. Еве ние, јас и колешката држевме неколку обуки на знаковен јазик во инфоцентар на ЕВН. Сами се понудивме и кажавме дека тука доаѓаат и глуви граѓани. Сакаат да прашаат, да платат сметки, да се информираат за нешто. И многу беше убава, мислам, не жива обука, многу заинтересирани и се констатира дека во пракса навистина им помогна при средба со глувите, елементарни работи можат да се разберат. Колку е сметката, дали ќе ја платите. Да. До неодамна држевме обука и во собранието на Македонија, на Република Македонија, за пратеници кои сакаат и за вработени во собранието, и таму се покажува дека има голем интерес. Претходно имавме обука за фармацевти и многу се интересни реакциите. Барем еден глув човек вели вака, ќе се обидам да го прераскажам, вели цел живот живеам застаклено, одсутно информирано, одам во аптека и секогаш се напрегам да си ја земам потребната доза на апчиња. И едно утро вели истата аптекарка која со години е тука, ми вели здраво, како сте? Сакате нешто? Елементарни поздрави. Значи, ги научи за 2 месеци, научи толку добро да комуницира, да ги види рецептите, да му каже ова го има на гладно, на жедно, имате температура, немате температура. Значи, се учи. Так. Се учи, исто како секој јазик. Так, исто како секој јазик, како што учиме барон основните работи. Именно, да. Од кога, Марија, почнавте да работите во македонската радиотелевизија, од кога почна да се пројавува во програмата, во вестите, знаковно толкување, знаковен јазик? Така е. За таа тип на публика. Така е, ве разбрав. Почетоците на моето учество во македонската телевизија се во далечна 1987 година. Некаде бев при крајот на студиите, кога тогашната држава Југославија. Што имате студирано? Завршив природно-математички, група биологија. Многу го сакав животот и се одлучив наука за животот да завршам. Така, се создаде југословенски концепт на емисија кој се именуваше Светот на тишината и партиципираа сите телевизиски студија во таа емисија со прилози. Љубљана 10 минути, Загреб, значи сите од својата република даваа по некој прилог и одеше како баш една убава разиграна емисија. И мене ме фрлија во морето да пливам, а не знаев да пливам. Не разбирате, ниту бев искусна во новинарството, уште помалце, знаете, и знаковниот јазик. Едно е вие дома со мама и тата да си разговарате, друго е пред камера. И така остана и до ден денеска емисијата, единствена специализирана емисија, двојазична, билингвална, на знаковен и на говорен јазик, Светот на тишината, која мислам дека остана како бренд на македонската телевизија, препознатлива. Црпиме теми од животот на глувите граѓани, а ги имаме многу. Имаме некаде погруба предпоставка околу 12.000 глуви луѓе пријавени, а колку ги има оние кои изгубиле патем во животот слух, па им е срам да се регистрираат во организациите, но како и да е, вкупната бројка на лица со попреченост во државата е нешто кое треба да не загрижи и да го имаме во предвид секогаш. 250.000 граѓани
од сите категории. Мгм. Тоа е бројка која заслужува и поголема грижа и поголема љубов од сите нас. Од кога почна толковен јазик на вестите? На Вестите се информативната родија програма? после многу години. Ми се чини дека некаде пред 15 на години наназад, како ќе му дојде. Колегите, брат и сестра инаку, Спиро и Олга, се зафатија со таа задача да секојдневно им ги пренесуваат содржините од информативната програма на глувите гледачи. Така. Тешко е да се... Информативната програма е малку понапорна, да бидам искрена, да искрена, понапорна е, Ана, бидејќи таму имате новинари кои во својата култура на говор не водат сметка, сакаат да кажат се за една минута и колку е дозволено таму и не знам некоја секунда, и тука што оди со таква страутна брзина, Да. не дека не можеме да ги стигнеме, меѓутоа треба здив, нели? Болат раце, оти колку год да сте физички силен, кога влегувате во студио, вие треба да се кондиционо подготвен да го направите тоа. Так. Освен Мгм. психички да го слушате материјалот, да го преточите низ вашата глава на знаковен. Еве, кажете ми, затоа што сте забележале дека секогаш сте облечени во црно. Зошто е тоа така? Да, имаше Кога сте на вестите во мало каранче, секогаш сте во Најчесто. во црно. најчесто црно, може и тегет или темно кафено, но некако и тоа се веќе се надминува, гледам барем околниве телевизии, грчката државна телевизија, веќе ги надминува тие ограничувања, се излегува и во шарено и Мгм. кимоно, например, во македонската телевизија не ви дозволуваат да ви се тресат рацете, нели, пред камера, имаме така построги услови. Црна облека за да може кога преведувате, бидејќи просторот на толкувачот е премал во однос на екранот, Екранот. за да може барем во позадина да се гледаат рацете или прстите за да ве разбере што сакате Да, да. доколку е шарено или некој посветли Пречи. вој пречи. Многу пречи. И сега мене најмногу ме интересира Да. како ги објаснувате или на знаковен јазик се кажуваат имињата. Така, сопствените имиња. Сопствените имиња. Да. Сопствените имиња ќе ги спелуваме буква по буква, бидејќи колку имаме букви, толку имаме знаци. И сега ќе кажеме М, А, Р, И, Ј, А. Ја ќе кажам, јас се викам Марија. Или вие сте А, Н, А. Буква по буква. Арно, ама, глувите немаат време многу за да спелуваат, ниту пак трпение за да го прават тоа. Кога разговорно ќе кажате, Марија беше денеска во подкастот, сакам да кажам, разговараше со една новинарка, се викала Ана. Ама тие Ана може да биде и Ана од ваму, Ана од таму. Точно ќе ве скенираат прво, како изгледате, колку сте висока, ќе ви земат мерка, висока, широка, слаба или дебела, насмеана или лута во својата фаца, имате нос орловски или симпатичен, косата ви е прави или виткана, и Аха, точно значи некои специфични од фенотипот, Мгм. од вашиот надворешен изглед ќе уловат нешто кое баш е карактеристично за вас Мгм. и одма ќе кажат Ана. Еве, ја сега забележам дека ви имате две сладки дупчиња на лицето и ќе речат не со едната Ана. М. Например, предпоставувам. Да. Или ќе речат Ана заради наочарите или Ана заради обликот на косата, јас сум Марија заради Витканата коса. збунестата коса, да. Така. И сега е време на предизборна кампања. Така е. Мене вака ме интересира, претпоставам дека и нашите гледачи ги интересира, како ги објаснувате политичарите, пошто рековте дека нешто специфично од нив од се објаснуваат и милјата, да. Како ги објаснувате, например, политичарите, ако може да ни кажете некои примери? Многу е деликатна таа тема, да, ама е реална. Сега, од друга страна, секојдневно кога се сите информации се врзани за политичарите. Со нив почнуваме, со нив завршуваме, легнуваме и стануваме и оттаму повторно за да не се оди со спелување, за да не се оди со ова. Јас го имав тој проблем, бидејќи првиот политички материјал, дуелот меѓу, ви спомнав и пред малку, меѓу тогашните премиери, бивши премиер Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски, тоа беше првата политичка средба која отиде на знаковен јазик во македонскиот етер. Траеше многу долго и памтам дека пред да влезам во студио, сакав да се подготвам и да ги прашам глувите како да го кажам Бранко или како да го кажам Љупчо. И кога влегов да чепкам, да го истражувам тој момент, сватив дека не соодветствува на луѓето што слушаат и зборуваат на начинот на изразување. Сега глувите, например, може да речат таа дебелата.
Ама јас не можам тоа да го кажам во јавност, или тој со ушите клемпави, или не знам, ајде да кажем, имал лице кое е рапаво, Да. да речеме презимето било Шекеринска, па Шејкер, или перчето коса на бившиот председател, поранешниот покоен Киро Блигоров, имаше едно специфично праменче на косата, Така. или залижена коса на еден градоначалник од Скопска општина, ама кога ќе ви го стават името, со здравје да си го носите. Значи нема отстапки и нема милост, што е многу интересно. И јас многу пати му велам, немојте така, мора да направите баланс меѓу глувата и слушната популација. И дури ме искараа во еден момент и ми вика, Марија, нашиот лингвистички идентитет налага така. А и мене многу работи не ми се допаѓаат од луѓето што слушаат и зборуваат, ма ги траеме. Добро, како се сегашните политичари кои што се актуелни, Кристијан Мицковски, Венко Филипче? Ете така. Али Ахмети. Ние, заради брзината на информациите која се читаат вести или се преведува, велиме, да речеме, председателот на ВМРО најчесто така ги најавуваат, Кристијан или премиерот, одиме со иницијали ХМ, ама ги додаваме и на очарите, бидејќи тоа е карактеристиката за господинот премиер Мицковски. Ајде да кажеме за Венко Филипче. Исто ќе кажеме, председателот на СДСМ, го спелуваме како букви, нели, СДСМ, иницијалите ВФ, билиме, но вела докторот. Знаат дека е доктор. Така, докторот. А поранешниот лидер на СДСМ и премиер Зоран Заев? Поранешниот лидер, бидејќи имаше во презимето една асоциација која на глувите Заев, и на глувите тоа му одеше нешто како од Зајак, од Заев, па со, нели, ова е гестот да на Зајак, па констатиравме дека не е баш многу пристојно. Или Груевски, да кажеме, за Груевски заради специфичниот нос и карактеристичното движење на телото. На одењето. На одењето. Така. За сите има, ајде да речеме... За градоначалничкава актуелна има? Јас не знам дека има, така што да не шпекулирам. Мислам дека само остана... Пошто ја нема и затоа нема. Ја нема градоначалничката на Скопје. Да, градоначалничката Скопје. Толку. И толку завршувана. Така. Да. Да ни кажете, може би, некоја интересна ситуација случка во која што сте се нашле, нели, во однос на боковниот јазик, како ви текнува сега вака? Како не. Памтам, порано и работевме на една друга техника која бараше прецизност од почеток до крај, значи немаше компјутери, па ако сгрешите до овде ќе остане, па ќе го залепиме материјалот, тука одеше емисијата од крај до крај. И памтам дека беа модерни кошули со некакви потпонки на рамениците, нели, со сунгерчиња. Тоа беа 80-тите, 90-тите години, а емисијата траеше 50 минути. И буквално на минута пред завршување, среде емисија ми се случи да ми се откачи сунгерот и ми падна вскут. И слушам горе режијата, нервозно реагира, па зошто баш сега? Па велам, затоа што цело време, веројатно, заради движење со рамениците, се откачила потпонката. Ајде, одново. Повторно назад, повторно 50 минути. Има многу хумор и ние сме во јавноста подземени за вицови, за шеги, па да речеме, мене едно дете ми приде на Зелен пазар, нешто продаваше и купете господјо, ајде да земам, нели, детенце да купи едно лепче. И ме гледа зачудено и ми вели, ама ве знам која сте. Која? И ми вели, таја што мафта на телевизија. Луѓето не знаат како да не именуваат. Сега веќе да, толкувачи, преведувачи, новинарката, преведувачката, и тогаш толкувачи, мислам дека е созвет. Така е, така и ми веле, ти си тај што мафташ на телевизија. И велам, уште во номенклатурава немаме таков профил. Претпоставам дека тоа е многу тешко да го слушнете и сето тоа брзо да го пренесете со знаковен јазик, мислам. Ана, не знам, нас не е тешко, бидејќи го имаме усвоеното јазик, веќе знаете како тој е дел од нас. Меѓутоа, вие кои слушате и зборувате, сега ќе се дистанцирам, користите многу знаковен јазик, а при тоа не знаете дека го користите. Например, кога сте на растојание 200, 300, 500 метри преку улица и сакате на некого да му го задржите вниманието и да викате е џабе.
врева град. И вие што правите? Му кревате рака. Ова не е збор, ова е гест. Така. Ова значи те поздравувам. Ќе се чуеме. Да. Влегувате во студио. Да. Или учителката ги опоменува децата и му вели тишина. Така е. Во собрание многу често симнете го тонот на телевизорот и почувствувајте тишината, барем 5 минути гледајте некој дуел, некој вести и видете како глувите се чувствуваат како гледачи пред малите екрани. Испружен прст. Така, кога е испружен прстот, што, по која порака е праќа? Ке видиш ти, закана, опомена, и точно тоа значи. Или седи некој на улица, ова е гест. Испружената рака е гест. Значи не ви зборува, не ви бара ништо со збор. Значи дај ми не. Дај ми нешто. Или двете раце на главата. Леле. Или, например, вие ме зборувате, а јас ви правам. Например. Так. Не зборувам, ама ви велам и ова ќе биде како да не. Или новинарите најчесто потврднат да, не. Пред малку Горан ме праша дали е ова скржав. Така е. Скржав. Не, ништо не давате, сте стекнале раката. Или, например, ми студи, ми се јаде, ми се спие, так. Се бајњам, так. се чешлам, се црвам, нели? Ставам римео, се лакирам, так. Пишувам на тастатура, нели? Или апарат имате, го имитирате дејството. Во зависност од тоа за потеклото на гестовите, исто како граматиката во македонскиот јазик, сега се обидуваме граматички да ги поделиме зборовите и да видиме што им најтенка и најтешка ни обврската, сега ја преведуваме Библијата. Новиот завет на македонски знаковен јазик, таму е недозволиво да се направи грешка и имаме луѓе кои не следат, не контролираат, ни укажуваат. Јас и колешката Викторија Волак сме учителките. Имаме 3 лица со оштетен слух кои се презентери и на знаковен јазик раскажуваме делови од Светото писмо од Новиот завет. Да. Марија, ти благодарам што беше наша гостинка. Да. Се надевам ќе се видиме повтор. Чест ми беше, ви благодарам на можноста, да сте здрави и живи и вие сте во ретките редакции кои што со срце исчекоривте и направивте еден серијал за достапен за граѓаните со оштетен слух. Ти благодарам и на тебе што ни помогна во тоа. Молам.